Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар која се емитува на Алфа телевизија. Вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. За почеток, еве што ќе гледате во нашата вечерашна емисија. Значи, тие 4 луѓе доаѓаат доле. Читаву ту групу води еден криминалац из Лесковца. Министар внутрашних послова Македонија све тоа зна. Значи све му е ставено на папир. Колку се на број? Околу 400 луѓе е било. 400 луѓе. И они плаќа до 10.000 марака месечно. 10.000 марки месечно. Да. И они треба да направе лавове. Добро, колку пари добиваат тие Па, луѓе? они добијају по едној такој операција више од 50 милиона долара. Да направе рат у едној земји. Војната во Македонија чини некаде повеќе од 50 милиони долари да биде направена. Да. За почеток, почитувани гледачи, ќе презентираме 2 минути од минатата емисија со господинот Југослав Петрушич, кој емитувавме минатиот понеделник и кој предизвика огромно внимание меѓу македонските гледачи. Што е со атентатот врз Зоран Џинџич? Имаше многу приказни во српските медиуми дека пушката со која е убиен Зоран Џинџич е всушност ваша пушка, дека вие претходно имате користено и дека легално сте ја донеле на територијата на Србија за потребите на српските тајни служби или на српската ДБК. Све што сте рекли е све тачно. Пушку сам донел за потребе службе државне безбедности. Тоа е пушка Антис 1. Такво е исто оружје, 8 таквих пушака е Македонија купила. 8 такви. 8 таквих пушки имате у вашим специјалним единицama. Тоа е со калибар 12 за преказ. 12,7 мм и служи за... Тоа е една од најболјих пушака за специјални операции. За уништавање терориста. Значи, вие таа пушка ја носите сосема легално на територија на Србија? Не, тоа е на захтев едне институција и ја ја доносим ко оруđе. Ко сад да имате наручено, вие доносите овде и донесете затоа што е неко наручио легално. Ту пушку не може да купите у слободној продај. Колку чини таа пушка, например? Таа пушка е тада коштала околу 20.000 немачких марака. Тада. Значи скапоцено оружје. Да, и тоа не, сад е многу скуплја. И таа пушка која е куплена, тада тоа е био први модел. Македонија купила многу софистицираније моделе. Значи не купила тај модел, него многу боле моделе. Вие имате користена таа пушка пред да биде искористена? Јас сам ја користио пред тога, ту пушку сам користио за други акции. И с том пушком е Џинџич убиен, тврдим, јер опилци кои су остали су управо опилци од те пушке. На кој му сметаш Аркан? Аркан je smetao zato što bi se on borio za Slobodana Miloševića jer je bio fanatik. Znači on bi se borio za Slobodan Milošević? Ne samo što bi se borio, otkrio bi tajnu, mogao bi da ispriča Slobodanu Miloševiću šta mu se sprema. Znači ispriča, ovaj bi mu verovao. Сака да кажете дека Аркан е убиен за да не може да го брани Слободан Милошевиќ? Pa ne samo Arkan, nego čitav taj krug ljudi Znači, koji je целата таа структура. čitava struktura koja je finansirala tad na crnom prodaju droge, kola, oružja. Nemojte misliti da je Srbija mogla drugačije da živi u vreme krize. Nego je živjela kroz crno tržište. Значи убиството на Аркан всушност требаше да значи прва фаза од елиминацијата на Слободан, политичка или било каква друга? Da bi mogli da počnu da mu ruše sistem, da počne da bude paranoičan, da se plaši, da će i njega ubiti. Постоje многу шпекулации дека пред тие француски тајни служби вие сте биле вклучен во некои операции во Босна, посебно после 95-та година. Едната операција е за фаќање на Караџич, втората за операција за фаќање на Младич, па дури имало одредени информации дека имало некои преговори ведете шеф на обезбедување на Ратко Младич. 1997. godine francuska tajna služba mi daje zadatak da dođe prvih 5 šefova tajne službe u Bosnu gde je Radovan Karadžić hteo da se preda. Znači 97. godina. Znači mesec avgust. Znači ima најаве дека Радован Караџич... Ne, on hoće da se preda, ne samo najava. Pristoje da se preda francuskoj tajnoj službi. I ja dolazim sa 5 prvih šefova francuske tajne službe u Bosnu, u restoran Kula, sa šefom srpske tajne službe Vojske Republike Srpske tada Milomirom Savčićem. I dogovaramo se kako će Radovan Karadžić da se preda. Во позадината на сите големи политики се кријат парите. 1995 година територијата на Босна и Херцеговина беа на некој начин киднапирани и заробени неколку француски пилоти. На почеток на оваа емисија ние ќе ви раскажеме таа приказна, бидејќи преку таа приказна всушност на најдобар може начин ја отсликуваме целата таа политика на тајните служби и на големите држави кои се води за таа завеса. Има ли нешто точно? Јас сам 1995. godine замолио Раtka Mladića da francuske pilote ne ubije. Kad kažem da ih ne ubije. Тие што беа заробени. Ne, koji su bili zarobljeni. Da se ne izvrši manipulacija, nego da živi budu vraćeni. Jer je Širak sa ministrom unutrašnjih poslova Francuske i ministrom odbrane rekao da su piloti mrtvi. Između ostalog, moj šef tajne službe koji se zove Raymond Nart je lažno svedočio 2008. godine da ih je navodno spasio izraelski biznismen Arkadi Gedemek. Jer se radilo o ogromnoj količini para gdje su rusko naoružanje, ti ljudi
sa ljudima iz Bosne, ko što je Radovan Karadžić, sa ljudima iz Srbije, ko što je Momčilo Perišić, sa ljudima iz Rusije, ko što je Boris Jelcin, Jacques Chirac, Charles Pasqua i ostali organizovali su se da navodno su piloti mrtvi, da za njihova tela treba dati naoružanje. To naoružanje su povukli navodno prema Srbiji, zato je znao i Milošević. To oružanje je bilo u Budimpešti. Iz Budimpešte se prodalo u Angoli za $600 miliona. Znači, francuski piloti su zarobljeni. Da. Zarobljeni od vojskата na Ratko Mladić. Tačno. Šefovite vaši na francuske službe vjela da ti luge su ubijeni. Chirac kaže i ti ljudi koji hoće novac da ukradu. Moj šef francuske tajne službe zna jer mu ja donosim podatke da su piloti živi. Znači dajem brojeve. Brojeve mi daje čovek koji se zove Jovan Đogo, koji je suđen kao jatak Ratka Mladića, i Marko Lugonja. I dolazim sa francuskim oficirom za brze intervencije koji se zove pukovnik Mej. I dobija podatke da su piloti živi. 7. dan. Znači 7. dan od koja se hvateni? Od kada su hvatani. Znači svi znaju da su piloti živi. Znači gi krijete informacije? Oni sakrivaju te informacije. Vjela da su ubijeni? Tačno. Kako bi moželi da dati odredena kontingent na voruživanje, na oružje, koje dođe, ne znam, od Rusije. Da, ali svi zajedno učestvuju. Rusi, Francuzi i Srbi. Za da može to oružje da ga prodati u Uganda i da zima 600 milijuni evra. Tačno. To li je prikazano? Ne u Uganda, nego nisu prodali u... Angola, pardon. Angola se zove operacija. A to oružje dalje ide za Iran. I tu se nalaze sistemi S-270. I tamo u Iranu se prodaje za 1,1 milijarda. Da bi na suđenju 2008. na 2009. godinu moj šef Raymond Nart, mojih 8 izveštaja tajne službe francuske gde sam ja rekao da su piloti živi, šta treba uraditi, prepravio, sakrio, otišao na suđenje i rekao da je to sve uradio Arkadi Gedemek, jedan biznismen iz Rusije, koji je na osnovu toga mogao to oružje da prodaje, da ne bude kažnjen. Normalno sud to nije prihvatio i sve ljude je kaznio u Francuskoj. Da vi znate, znači ja nisam gonio ljude, ja ne gonim ljude samo na našim teritorijama. Ja ih gonim i u Francuskoj. Za ono što su oni uradili. Kako големите тајни служби ги донеса муџахедините на територијата на Балканот, прво во Босна и Херцеговина, а подоцна во Косово и во Македонија? Значи тоа го правите како дел од тие француски тајни служби. Најмногу се сензитивни по тоа прашање токму француските тајни служби. Znači, ko je doveo 3000 mudžahidina u Bosni? Pa Amerikanci i Francuzi. Čijim avionima? Njihovim. Zašto? Pa da ih prate kako funkcionišu. Da vide kako se organizuje Bin Laden, da vide kako se Abu Amaz organizuje ili neki drugi. Uopšte nebitna su imena tih ljudi. Znači, oni su ih doveli da ih prate. Da uđu sa njima, da im pošalju ljude koji će biti ubačeni, da im daju logistiku, da im naprave nevladine organizacije. Zašto? Pa da bi shvatili kako oni funkcionišu. Znači, terorizam je jedna kontrolisana grana od ljudi, odnosno tajnih službi. Ko je napravio Bin Ladena? Pa američka tajna služba. Ko pravi ostale vođe tajnih službi? Pa tajne službe. Zašto? Pa da bi činili zlo jednoj ili drugoj zemlji, da bi mogli da ucenjuju, da seju strah, da završaju svoje političke ciljeve. Ne postoji ni jedan terorista koji danas manje više nije korišćen. I da pravat biznis. Jeste, ali ja dok sam bio mlad, ja sam verovao u demokratiju. Pa te ljude koje sam uništavao, ja sam verovao da ih uništavam za demokratiju. I jurio sam teroriste. A vi ste ih uništavali za neko da pravi pari i biznis. To sam kasnije shvatio. Каква е улогата на Турција, посебно на турските евреи, во тие случувања на Балканот, дали политички, дали воени, после 1991 година? Ми се чини дека Турција на голема врата се враќа на Балканот, на голема врата се враќа во мојата држава Македонија, многумина на тоа гледат многу беневалентно. Целата таа концепција на Турција која спроведува не само Ердоган, туку и министерот за надворешни работи Давутоглу, која спроведе на цел куп на луѓе, па на крај пежоративно да кажеме со целата таа лепеза на турски серии кои го преплавија Балканот, по мене има една длабока позадина. Која е таа позадина? Ајде да се вратимо на 91-92 годину, кад фамилија Ердоген една криминална организација која се бави продајом на оружјање. Фамилијата на Ердоган, значи луѓе во близината на Ердоган. Тачно, и која се представљају како турски јевреи. А која највише мрзи Израел на свету. Evo ja vam pričam. Znači, ta familija od 90. godina ne predstavlja ništa. Ima neki kapital koji ima i ona brodovima prevozi oružje Hrvatima kroz klan Osmani, kroz klan Badžuta Pacolija. Badžut Pacoli je njihov. On tvrdi da je turski Jevrejin, Badžut Pacoli.
jedan koji je najbliži Erdoganu. I on ga je i stvorio. Oni su zajedno i napravili pare kroz Rusiju. Oni su tako i prodali oružje Hrvatskoj od Kineza. Oni su tako prodali oružje posle Albaniji, odnosno Albancima, Šiptarima na Kosovu. Oni su prodali oružje i Makedoncima. Vidjet ćete u kojem količinu. Ali njihov novac ne dolazi samo odatle. Oni su posle počeli da budu tako moćna imperija da su faktički uzeli vlast u Turskoj. Znači, do 2000. godine oni su marginalizovali svu tursku vlast koja je bila tamo i preuzeli vlast. Kroz svoje institucije, kroz nevladine organizacije, kroz demokratizaciju, kroz mnoge druge institucije jer su mnogo novca zaradili. Ali niko ne zna da njihov najveći kapital te familije upravo dolazi kroz trafik organa, odnosno jetre. Jer samo evropska jetra, odnosno ljudi iz Evrope, sa Balkana momentalno, ima vrednost od 15 do 50 miliona dolara. Zašto? Jer ona nema parazite. Vi ne možete da uzmete jetru iz Latinske Amerike, iz Afrike, iz Azije, iz Indije, nigdje, jer ona je puna parazita i ne možete da je presadite nikome. Каква е улогата на Југослав Петрушич во конфликтот 2001 година на територијата на Македонија и како де факто се случува почетокот на таа војна на територијата на Република Македонија? Обично 1991 година, кога стануваше тој конфликт на просторот на поранешна Југославија, сите внимава да не се случи нешто такво на територија на Македонија. Па цело оружје беше на некој начин извлечено од Македонија, вклучително и оружјето на JNA. Македонија токму во тој период 1991, 1992 до 1995 година беше оставена како земја без оружје. Бидејќи ако има оружје, тогаш може да има и конфликт. На некој начин кога да беше концепт, Македонија дојде на крајот на целиот тој процес, бидејќи како што искуството историско покажува, единствено македонското прашање може да предизвика Балканска војна. Сите други прашања се на некој начин внатрешни прашања. Прашањето на Босна е босанско прашање, тешко ќе се замешат некои соседни држави, прашањето на Србија исто тако прашањето на Косово е такво. Македонското прашање е единствено регионално прашање кој има капацитет да предизвика посериозен регионален конфликт. Македонски рат, односно заузимање Македонија е бил финале рушење Југославија из едnog простог разлога. Ви сте требали да исечете комплетан национални корен онога што имала Македонија. Уште во јануари 2001 година на тајната средба во Париз, Југослав Петрушич на македонските разузнавачки структури им ги дава тајните планови како ќе се отпочне и како ќе се реализира војната на територијата на Македонија. Имаше одредени информации и спекулации дека во текот на таа 2001 година вие сте повикани од страна на македонската влада да ги тренирате специјалните македонски единици и дека сте учествувале во дел од тие конфликти во 2001 година на територија на Македонија, конкретно во Шарпланина, конкретно во Рачиново. 2001 године u mesecu januaru, pre nego što je došlo do konflikta opšte u Račinovu i ostalim mestima, načelnik kontraobaveštene službe makedonske vojske je bio u Parizu. Znači januari mesec, znači nekoliko meseci pred počinjanje na konflikt. Pred počinjanje. Bio je u jednoj od zvaničnih delegacija, tajna služba me zamolila da se sa njime vidim, porazgovaram, da uđem u to i dala mi koordinate na koji način i šta treba da prenesem makedonskoj državi. Preko načelnika kontraobaveštene službe Vojske Makedonije. Ja sam došao kod ministra odbrane. Znači i mene nema potrebe da spominjem, zna se i ko su ti ljudi i šta su, iz jednog prostog razloga da ih ne bi dovodio u neprijatnu situaciju. Mislim, imam njihovo imena. Došao sam i sve izložio čitavu situaciju. Tu sam bio u kabinetu ministra odbrane, izložio čitavu situaciju, rekao im šta će im se desiti, koje selo će biti, ne selo, koja mesta će biti napadnuta i kako zauzeta. Poslije toga sam bio ponovo pozvan. Znači, ja sam više savjetodavno učestvovao u tome nego što sam... Nekoliko pati ste bili, znači, na konsultaciji? Bio sam 10 puta, ne nekoliko puta, nego 10 puta. I to po 4, 5, 7 dana sam bio prisutan. Znači, nekoliko mjeseci prethodno znajete koje mjesta će biti, kaj će biti za zemlje? Apsolutno. I način na koji će da funkcionišu, ko će napadati, na koji način, ko će dovoziti oružje, gdje će napadati vojsku, gdje policiju, kako će biti organizovano, kako će vam namestiti da imate paravojne jedinice. Znači, sistem je apsolutno isti. Prašam. Znači, nekada пред 8 или 9 години имав интервју со Зоран Џинџич, значи неколку месеци пред да биде убиен. И тоа ми раскаже на приказна која подосна ја потврдија и многу луѓе кои биле на таа средба. Значи, тогашниот македонски премиер Ѓоргиевски, тогашниот министар за надворешни работи господин Срđan Керим и така натаму, дека Зоран Џинџич 1 или 2 месеци пред почнување на конфликтот во Македонија, на македонските власти
точно им кажува што ќе се случи, во кои села ќе се случи, како ќе оди целата тоа операција, кој ќе биде вклучен во целата тоа операција. И како што кажуваат овие од македонска страна, подоцна сите тие информации кои им биле дадени се потврдија како точни. Дали дел од тие информации се ваши информации, тоа сам да прашам. Не, едним делом можда су и биле наши, пошто сум ја тоа веројатно и српским властима дал тада у тоа време, али информации кои сум ја дал су биле многу прецизније. Jer ja sam njima rekao na koji način će i ti konflikti da se završe, šta će se desiti, ko će učestvovati, ko će uzeti pare zbog toga, ko će kupovati naoružanje, kako se naoružanje kupovati iz Rusije, kako se kupovati sa zapada, na koji način će hvaliti nafta, oružje, na koji način će se praviti specijalne jedinice. U suštini to je bilo osvajanje Makedonije. Таа сето беше неполни 10 дена пред да почне кризата во Танушевци. На средбата беше господин Джинджич, Живковиќ во функција на министер за внатрешни работи, ако не се лажам. Од наша страна беше Керим и мисли чини дали беше Зоран Крстевски. Бев зачуден од фактот, тоа можам сега да го кажам од една дистанца, дека тие повеќе знаеа за некои работи отколку ние. Кај што јасно ни кажат и дека според нивни информации, тие имаат информација дека ќе има бунт во Македонија, ни кажаа некои села кај што ќе има таков бунт. Да, бидејќи тоа што ни беше кажано таа вечер во неформалниот дел на разговорите, после се обистини во неколку наврати, речиси идентично со тоа како што беше кажано. Темелите на таа стратегија на конфликтот и војната 2001 година во Македонија се поставени уште 98-99 година во текот на конфликтот и војната на Косово и по завршувањето на таа војна. Косовска криза е дозволила да доđe едно 30 или 40 хиљади луѓи sa новцем sa Косова, кои су почели да се баве бизнисом због кризе на Косово и кои су остали у Македонија годину дана. И они су у исто време, кога год су могли од своје фамилије да доведут, они су га довели. Они нису престали sa бизнисом, ти сви богати луѓи sa Косова. Него су купили, пошто е у Македонија било јако јефтино. Тоа е проста математичка радња. И то су све били Турци. Значи, сви луѓи sa Косова кои су дошли доле и почели да праве бизнис, поготово у Скопју, су били албанци турског порекла, кои су се крили за турски. Значи, тоа е позадината на таа 99 година. Тоа е 90. Значи, 2001 година треба да биде финале на целата таа операција. Значи, 2000 година е била припрема. Куповина оружја, припреме ТМК, УЧК, долажења, конфликта, тражења наводно да македонци им не дају права. Барање повод. Тачно, тражење повод читаве години и припрема да се тако нешто деси. И онда долази до тога. Македонци, пошто су неспремни, немају оружје, немају технику, немају овога, немају онога, немају специјални единице, шта ради? Коме се обраќају? Човек из тајни македонски службе зове кога? Игром случаја зове Београд. Београд му шалje те негове вајне специјалце кои су све изгубили до сад. Од Босна, од Хрватска. И веже тако све ове ратове и паравојни единици со Македонија. Значи, вела дека некаде 300 до 400 луѓе, тој пријател од Белград ги праќа во Скопје и во Македонија таа 2001 година, кои би требало да учествуваат во поразување на тие албански терористи. Да, а како 400 луѓи могу да поразе некога у Брдима? Како могу да поразе, ајде, рецимо пола милиона луѓи? Нек ми неко да математику. Не постои математика. Значи, она треба да ради само да се испрља македонски народ, кој што и овде испрља српски народ. Значи, ви пошиljete 50 луѓи или 100 луѓи из Босне кои ќе ратовати на Косово. Кој каже дека Белград стои многу активно позади таа... Не Београд. Луѓе во Белград. Не, човек из тајне службе кој ради у Србiji и онај кој ради у Македонiji раде за исте корпорације с полја. Значи, заборавите Београд и Скопје. Околу 400.000 војници и специјалци во текот на таа 2001 година со посредство на Белград доаѓаат на територијата на Македонија и тие структури подоцна ги обучуваат и ги формираат македонските специјални единици лавовите. Значи, тие 400 луѓе доаѓаат доле.
Dolaze više od 400 ljudi. Između ostalog dolazi, čitavu tu grupu vodi jedan kriminalac iz Leskovca. Čovek kriminalnog porekla koji vodi. Ministar unutrašnjih poslova Makedonije sve to zna. Znači sve mu je stavljeno na papir. On svesno i namerno dovodi te kriminalce dole. Koliko se nabroji? Oko 400 ljudi je bilo. 400 ljudi. I on ih plaća do 10.000 maraka mesečno. 10.000 marke mesečno. Da. I oni treba da naprave lavove, specijalne jedinice Makedonije. Sad nebitno kako se zovu, da ih ne prozivam ovde. Znači tije luge 400 treba da ih napraviti specijalne jedinice na Makedoniji. Ali u isto vreme, ti ljudi koji dolaze odavde nisu Srbi. Nego ima i Rusa, ima i Bosanaca, ima i muslimana, ima i... Isto se pravi navodno koji zločin koji je bio u Srebrenici. Znači oni pripremaju isti teren ako im bude bilo potrebno da se napravi neki zločin ko što je, ne Srebrenica, to je malo većih razmjera, ali neki manji zločin. Tako da je u Skoplju bilo nekoliko ubistava. Na koje ubistva mislite? Pa na ta politička, kad kažem politička, ta civilna ubistva, gde su oni ispitivali te zarobljenike i sve ostalo. Znači i to je bilo sakriveno. Zbog toga je ministar unutrašnjih poslova odgovarao u Hagu. Ili neki drugi ljudi danas odgovaraju. Uzmite, propratite suđenje, to je upravo zbog toga. Zbog tih ljudi što su došli dole. Ajde полека, почитувани гледачи, некаде на пола емисија да го отвориме тоа прашање што се случуваше 2001 година во Рачиново. Kad je policija i vojska zauzela Račinovo, automatski su zaustavili napad onog momenta, ja sam im to rekao unapred, da se unutra nalazi 25 ljudi iz američke korporacije koja je poslala da obučavaju te ljude u Račinovu i koja je uzela pare ne od Albanaca, od jedne korporacije koja im je dala tamo da bude. Tu je bilo i Albanaca, i Amerikanaca, i Engleza, tu je bilo i Srba u tih 25 ljudi. Oni su poslali autobus za njih, tu je bilo i Makedonaca. Znači u tih 25 ljudi, tu nije bilo u pitanju vera, tu je bilo u pitanju novac. I niko nije smeo da ih pipne. Dobro, koliko pari dobivate? Pa oni dobijaju po jednoj takvoj operaciji više od 50 miliona dolara. Da naprave rat u jednoj zemlji, da učestvuju u ovo milionove... Sada da kaže дека војната во Македонија чини некада повеќе од 50 милиони долари да биде направена. Da bi napravili čitavu operaciju, recimo Račinovo je trebalo da služi da se na takav nivo podigne ta vojna kriza da vi morate da slušate bilo koga ko vam nešto kaže. Pa dobro, Račinovo je na 5 km од центарот на Скопје. Знаете, едно е да војувате на Шарпланина, кај што голем дел од Македонија огледа, меѓутоа ова се слуша на 5 км. Тоа значеше дека војната е безмалку до центарот на Скопје, дека таа може да излезе надвор од контрола и тогаш меѓународната заедница може да диктира и услови на македонската влада. Они su tada prvi put uplašili narod. Narod nije hteo rat, jer ga je gledao na Kosovu, gledao ga u Bosni. Oni su tada uplašili narod. Mislite na makedonskиот и на албанскиот или Ne, na makedonski. Ne, albanski je već pripremljen. Vi nemate šta sa albanskim narodom koji je bio spreman da peške prođe Kosovo. Znači, albanski narod je već bio spreman. Znači, obučuvan su godini nanazad. Normalno. Pa njima je to bio i posao, jer je mnogo novca stojalo iza njih. I sad ste trebali da uplašite makedonski narod. I tu dolazi do prekretnice posla Račinova. Narod neće da učestvuje u ratu, neće ljudi, jer znaju da je to sve prevara. Vidjeli ste i sami kad se išlo na Šarplaninu ili bilo koji sukob koji je bio kod Prilepa, kod Tetova ili bilo gde su ubijani ljudi, ništa nije bilo istinito. Uvek su to bile neke zasede, izdaje, prevare, otimačine, uzimanja. Na osnovu toga su se obogatili ljudi u Makedoniji. Na osnovu tog rata, na osnovu tih mesec i po, 2, 3 meseca rata su spokrali sve pare. Прашањето кое сите не интересира е колку во текот на таа 2001 година се потрошени пари за време на војната во Македонија. Колку пари се потрошени во таа македонска војна 2001 година? Pa tada, samo da bi Makedonija kupila sve, ja mislim da je blizu 1,5 milijarde eura kupljeno opreme u narednih 1,5 do 2. Znači... 1,5 milijarde evra. Eura tada. Što je kupljeno, što znam, za helikoptere, avione, puške, specijalnu opremu. Ali kad je prošao rat, znači vi kupujete opremu kad prođe rat. To je najveća tragedija svih ovih sukoba.
Ko što su u Srbiji, recimo, kad su svi ratovi prošli, kupili od Izraela satelit. 47 miliona i to je uradio Toma Đurin koji je sada ambasador u Makedoniji. Дали Југослав Петрушич како агент на француските тајни служби во текот на 2001 година во тренинг камповите на Маврово ги тренираше македонските специјални единици. Добро, господине Петрушич, вела дека вие сте учествувале во некои конфликти. Шарпланина, Рачиново, сте биле во тие тренинг кампови во Леуново, дека сте учествувале во тренирање на дел од овие специјални единици на македонската војска, на македонската полиција. Има ли вистина во тоа? Не, тренирање тих единица е било jako kratko. Ja sam bio ispred Račinova, znači bio sam 5 puta sam bio ispred samog sela Račinova i napravio sam nekoliko planova kako ga treba zauzeti. Znači nije nikakav problem. Ja sam bio ispred samog Račinova, znači bio sam na licu mesta s oficirima. Добро, беше лесно да се освои Рачиново, можеше да биде освоено, бидејќи како што видат луѓето, тоа е место кај што овие терористички структури биле добро вкопани, добро вградени, добро вооружени, со многу спекулации со големо количество на дрога, значи стимулирани и така натаму и финансиски и секако. Значи тоа се приказните кои се кажуваат. Ту су дошли професионалци и тоа е требало да служи само да заплаши народ. Ја сам да се исплаши македонскиот народ. Да, и ту е веома мало жртава било. Ја по томе знам да е ту била права борба и да се они стварно тели да ратуju. Тоа е политички потез, тоа е маркетиншки потез онога да Сака да кажете дека во Рачиново од албанска страна биле специјалци кои не биле само албанци, кои са били свих народен народ. Руси, значи биле босанци, биле, значи па дури Срби биле и така натаму. Македонци, албанци, значи професионални војници биле таму. Али из Америке. Значи за америчку фирму су радили. Значи за американска. За едну фирму која приватно која подлеже неким војним институцијама Америке. И ти луѓи кои су тоа урадили тамо, односно... Значи, поентата е да се исплаши македонскиот народ и да прифати одредени договори. Јесте, али министар одбрани и министар внутрашних послова су тоа знали. И они то нису рекли војсci, они су наредили војсci да нападне до едне тачке. Чим доđe до едне тачке, они кажу станите, па се повучите, па опет нападите, па станите, па се повучите. Тоа е константно било на Косово. Значи вие тамо сте биле 4 или 5 пати околу. 5 пута сам био у самом Рачинову, чак и на првој линии, небитно. Значи можевте да ја видите ситуацијата на лице место. Борба се nije водила како е требала да се води и да се заврши како е требала да се заврши. Значи едну операцију кад кренете вие радите и завршавате. Не дозволявате да... Значи овде беше оставено да трае. Тоа е било направljeno да биде представа за читаву Македонiju. Значи тоа е био почетак. Значи како сарма која постојано ќе се подгрева. Нормално, ово е било подгревање ситуације. Сви остали сукоби и догаđаji кои се дешавали тамо у оним деловима су били неконтролисани. Ви нисте могли да контролишете те албанске единице кои су самостално деловале, затоа е било тих сукоба. Добро, кои стоеше поз тие албански единици? Вие велите дека сте имале плановите некаде јануари месец и сте ги дали на дел од македонските структури. Многу пред тога сам имал, јас сам имал 99. година се тоа прелива на Македонија. Значи уште 99-та година. Не, пардон, 98 у месецу априлу јас сам укро тајне планове за бомбардување Србије. Тада сам имал планове да ќе да се прелие на Македонија. Значи, у месецу априлу 98. godine ja sam imao planove da će ti sukobi, odnosno Albanci sa Kosova i Albanije, sa Kosova i Albanije preći tamo, plus Albanci koji će doći iz čitavog sveta, da budu tu među njima, da održavaju taj sistem. Znači, to se stvaraš jedna klima, odredan teren, 2 ili 3 godine se slučuje 2001. godina. Jeste, ali najveći je problem što ti ljudi koji su došli da stvore tu klimu su došli s novcem. Znači, ima pari. I s tim parama su kupili najvitalnije interese Makedonije. Sad da kažete, дека тоа Значи, купили су све што е било битно у Македонија. Овие албанци, кои што ве велите, имат турско потекло и кои се во најголем дел од територијата на Косово. И они данас владају буквално Македонија. Со што владаат? Економијом. Владају хлебом, житом, нафтом, чиме год хоќете. Ви сте данас у суштини нација која зависи од нjihovog новца. Sad da kažete, дека до неодамна важеше правилото дека албанците во Македонија имат контрола врз тие недозволени тргови, не знам, на оружје, на дрога и така натаму, и дека тоа е таа врска со Турција, бидејќи Турција и турското, ајде да речем, подземје, албанското подземје феноменално соработуваат, а дека после 99-2001 година албанскиот
или косовскиот капитал влада и со други витални сегменти на македонската економика, како што е храна, како што е, не знам, жито и така натаму и така натаму. I ne samo to, oni su morali da obezbede put droge. Из Македонија? Kroz Makedoniju, jer im je Bugarska isekla. Kad je isterala Turke iz Bugarske, vi ste izgubili dobar deo tih puteva gde je prolazila ta droga. Njima je morala Makedonija i Kosovo da bude, kako da vam kažem, da imaju svoje magacine gde će čuvati to da ide dalje prema Evropi. Znači oni su morali da naprave kompletne organizacione šeme i nisu mogli da urade drugačije nego da imaju svoje teritorije koje oni kontrolišu preko ljudi koji ćute. Znači oni u Bugarskoj su to izgubili. Samom demokratizacijom Bugarske ulaskom u Evropsku uniju izgubili su Turci da mogu taj deo da kupe. Таа траса. Normalno. Oni su promenili trasu koja je... Сега оди према Македонија, Косово. Tačno. Кои се последиците за Македонија од тој конфликт 2001 година и дали после тој конфликт полека Скопје стана нова Казабланка на Балканот? Колку време вие бевте во текот на тој конфликт 2001 година во Македонија? Sve skupa sam proveo možda jedno 2,5 meseca vremenski, a bio sam jedno 7-10 puta sam bio dole. Трениравте ли дел од овие специјални единици? Ne, ja sam donosio opremu i savjetodavno učestvovao u svemu tome. Од кого опрема? Oprema iz Francuske. Значи француската опрема ја носите за македонската држава? Nisam nosio, ja sam odveo ljude koji su kupovali opremu za makedonsku vojsku, policiju, šta ja znam. Znači nisam ja И сметате дека некаде околу 1 до 1,5 милиарда евра се потрошени и наредните неколку години? Ne, kompletno što je kupljeno. Samo, ja ću vam reći, samo oprema koja je kupljena iz jedne ruske bivše države je koštala blizu 400 miliona eura. Од Украина мислите? Ne, ima tu još... Nebitno odakle, kažem vam... 400 milioni evra. Ne, sve skupa je koštalo u 3 godine. Znači, poslovi su bili vredni 400. Ja to znam jer je francuska služba pratila šta se kupuje dole. Znači, ja iz tih razloga znam, ne iz razloga što bi Makedonija nekom obelodanila šta je kupila. Onda od ruske države je kupljeno za nekih 150 miliona dolara. Od Turske je preko turskih agenata je kupljeno isto za nekih 100 miliona dolara. Od Izraela je kupljeno za jedno 250 miliona eura. Pričam vam posle sukoba. Znači, niko nije to koristio za vreme sukoba. Znači, od posle? Posle sukoba, kad je prestao rat, oni su počeli da modernizuju i opremaju vojsku, jer su sve uništili, što je sasvim normalno, me razumete. Znači, počeli su stvaraju specijalne jedinice, da stvaraju vojsku, da stvaraju policiju, ali kako? Izmešanu između Makedonaca i Albanaca. I među Albancima je bilo ljudi koji su bili iz Albanije, koji su bili sa Kosova, koji su bili iz Amerike. Vi ne možete utvrditi kako se zovu ti ljudi. Evo, ja vam pričam. Imate 40.000 raznih imena momentalno ljudi koji žive u Makedoniji, koji su 5 puta menjali imena i prezimena. Koji dođat posle 99. godina? Koji su došli tako, 98. 99. i 2000. godine. Znači u tom naletu koji su ušli. Koji imaju ime, prezime, koji nose sve to, koji ne pripadaju uopšte tim narodima, koji perfektno pričaju albanski jezik. I koji glasat na svi izbori i od njih zavisi koji će pobedi u Makedoniji? Oni skupljaju grupacije ljudi koji odlučuju ko će kad da bude na čelu vlasti. Што ќе се случува со Северно Косово и постои стравување во Македонија дека ако се отвори таа Пандорина кутија на Северно Косово, дека Македонија ќе биде следната? Да вас питам нешто, како мислите да затворите ту Пандорину кутија? Ја луѓе стално питам, како мисле да таа Пандорина кутија опстане? Како вие гледате на тоа? Па не гледам опште, ово е само питање ко да имате буре sa 100 rupa i stavili ste svuda čepove. Koliko će da drži? Ne znam. Što sa Makedonija će se slučaju? Pa sa Makedonijom ona će biti prva na udaru. Zašto? Zbog ogromne krize koja sad nadolazi u... Ekonomska? Ne, koja nadolazi u Grčkoj. Gdje će mnogi ljudi odozdo bežati prema vama. Zašto? Vaš sistem je propustljiv da peru novac, da se sakriju, da pobegnu. Znači svi kriminalci iz Grčke koji iole imaju para bežat će u Makedoniju. Odnosno vamo prema Srbiji. To će isto i Bugari kad ih kriza udari. To će isto i Albanci koji su već došli. To će isto i Srbi. Pa ste vi onda rezervoar, što je nekad bio Beograd, sad je to Skoplje. Znači, Beograd je bio nekad rezervoar svih prevaranata, lopova, kriminalaca i ubica. Odnosno tih velikih ljudi. Sad je to prešlo kod vas. Znači, Balkanska Kazablanka. To je Berlinski novi zid. Skoplje, Beograd, Bukurešt, Sofija. Znači, Sofija, Skoplje, Beograd, Bukurešt je novi Balkanski zid. Berlinski, pardon.
Останете со нас и по рекламите, последете финалето на нашата вечерашна емисија, посебно делот каква е улогата на Турција во таа криза во Грција и какви се влијанието на Турција на Блискиот Исток и во Македонија. Кога толку многу ги сакаме, Бекутан, 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душа, доаѓам со шефот, подготви нешто. Изведнаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Дали концептот и стратегијата на Турција е обновување на таа Османлинска империја или стана збор за една многу поголема стратегија која на крајот може да заврши со војна помеѓу Турција и Израел? Кој е концептот на Турција на Балканот? Турција на голема врата се враќа на Балканот. Некаде пред 3-4 години американската ЦИА излезе со одредена проценка, стратегиска проценка, дека сме на прагот на обнова на таа Османлинска империја. Не гледа дека американците со некое стравување гледат на тоа, по тоа што може да го читаме тој извештај, имав една емисија на таа тема, ми се чинеше дека американците доста беневалентно се однесуваат кон тоа прашање. Кој е концептот на Турција на Балканот? Секогаш американците игра на некаков, ајде да речеме, баланс помеѓу Турција и Грција. Секогаш постоеше тој баланс и имаше процент или клjuč на наоружување кој се продаваше на Турција и клjuč на наоружување кој се продаваше на Грција. Влагањето на Грција во ова криза која сега се случува 2 или 3 или 4 години, по мене ми се чини дека прв пат е нарушен тој баланс помеѓу Турција и Грција, не само во тоа јужно крило на НАТО, туку и на Балканот. А кој е могол да направи кризу у Грчкој ако не Турција? Значи, највеća илузија да сваки економист да ќе вам рече да су Грци тоа урадили. Они тоа исто могу да ураде с Македонијом, Србијом. Мислите дека Турција учествува во правењето таа? Не да е учествувала, она едина имала интереса да се сломи Грчко и да направи такав хаос, jer želi да купи неколико лука кои ќе дозволјавати директан улаз у Грчкој. Добро, и тој проблем на тие острови што се во близината на границата на Турција на 5 км. Але ова е први пут у животу да она може да откупи таа острва или да учествува у нечему, да она има учешće на тим островима да буду njena. Вие мислите дека за тоа голема економска криза која денес се случува во Грција стојат турските интереси? Не да стое. Ја тврдим да су их они направили. На кој начин? Па направили су ги на такав начин да су извукли добар дeo новца кој се налазио у резервама како нафте, тако nekih drugih dobara, odnosno zlata i svega ostalog što je bilo, izblokirali, spustili su cene turistima, odradili neverovatnu propagandu u odnosu prema televiziji, medijima, kultivizovali te delove gde dolaze strani turisti i polako počeli da im seču najjači kolač, što je bio turizam Grčke. I prevukli sve bitnije investitore da idu prema njima, dajući svoj novac, bukvalno im džabe dozvoljavajući da oni kod njih funkcionišu, da kod njih peru novac, da kod njih se kreću. Ali najveći pomak je trgovina organima i droga. Oni su dozvolili da sva droga iz Afganistana pređe preko njih. Znači oni, kako da vam objasnim, svojevremeno je jedan režim ko što je naš ovde kad je imao embargo, funkcionisao tajnim kanalima. Znači, Turska ne zaustavlja ni jednu količinu droge koja treba da ide prema Evropi, koja se danas meri milijardama eura samo zbog toga da bi polovinu od tog novca imala ona sama. Jer 9000 puta je povećana droga iz Afganistana u odnosu na 1999. godinu. 90. godinu, pardon. Zamislite vi kakva je to količina novca koja danas dolazi u turske ruke, kakvim oružjem oni raspolažu, trgovinom organima i drogom.
I to je njihovo glavno oružje zašto su se podigli do neverovatnog stepena. Ali Erdogan je bio pametan čovjek koji sada mora da uguši Izrael da bi zauzeo ove teritorije i njega ne interesuju više teritorije Balkana bez toga da napravi Izraelu velike probleme. I on to javno je pokazao nekoliko puta, iako je najveći pobornik, navodno, izraelskog sveta, odnosno Jevreja. Šta je on uradio? On je evropske Jevreje, odnosno turske Jevreje, poslao ovdje na Balkan da preuzmu kontrolu medija, banaka, šta ja znam, politike i svega ostalog. Ostalo, vi kupujete ko na pijaci danas naše poslanike, naše državnike, odnosno naše ljude koji se bave u policiji, vojci, tajnoj službi. Oni gotovo da ne postoje. Sa €1.000.000 kupujete koga god hoćete. Дали конфликтот на сите конфликти е всушност таа можна војна помеѓу Турција и Израел, која би можела да се случи 2013 година, и во тој конфликт главните улоги би ги имале американските евреи кои денес владеат со Израел и всушност турските евреи. Da je čitava operacija na Kosovu bila manevarska operacija koja je trebala da stavi Balkan pod čizmu ljudi koji su smislili da jednog dana nestane Izrael. Znači, čitava operacija koja je rađena 1999. godine, rađena je sa namerom da se teritorije Kosova i Makedonije da služe kao prelazne teritorije koje će jednog dana poslužiti da u slučaju da dođe do rata na Izraelu veoma lako mogu i brzo da deluju brze snage za intervenciju. Uopšte to je nebitno više da li su američke, evropske, makedonske, albanske koje će dole doći da zaštite te teritorije jer muslimanski svet je počeo da se ujedinjuje. Odnosno da se bliži nekom njihovom ekstremnom nivou koji treba da organizuje čitav taj pokret koji će napasti Izrael. Znači 2013. godine. Kroz tu priču svi ljudi koji su pravili ratove na našoj teritoriji igrom slučaja su dolazili iz Izraela. Znači тука конфликтот не е помеѓу Иран и Израел, туку помеѓу Турција и Израел, тоа сакате да кажете? To je najveći za mene konflikt. Znači turski Jevreji žele da uzmu vlast. I to su oni Jevreji koji su u 14. 15. veku preseljeni iz Španije i koji su došli na naše teritorije. I oni su sad osvojili naše teritorije. И сакаат да земат власта во Израел? Sad žele da unište Izrael, ne da uzmu vlast. Jer Izrael ako postoji, oni ne mogu da uzmu vlast. I oni ne mogu drugačije da ga uzmu, nego samo da... Zašto bi im bil biten Izrael za cela tova naša balkanska priča? Onaj ko drži sve religiozne ustanove, odnosno sve te crkve, džamije, sinagoge, taj vlasnik bukvalno svih tih teritorija od 2 milijarde muslimana. Taj će faktički da vlada sa 2 milijarde muslimana tamo. Zamislite da oni drže sad Jerusalem, da oni drže Tel Aviv ili da drže mnoge druge gradove koji se smatraju svetinjom religije čitavog sveta. Odnosno 5 ili 6 milijardi ljudi. Pa zamislite kako oni vlast drže. Turska sa time jedino ima vlast. Jedino odatle ona možda funkcioniše. Тоа се тие концепции на враќање на големината на Османлиската империја токму преку такви проекти. Ovo je još mnogo dublje i dalje. Ovo ide na to da vi faktički odlučujete da li će se ući u neki nuklearni rat. Jer više vi nemate rezonar. Pre Drugog svjetskog rata je bilo 4 ili 5 ludaka koji su mogli da pokrenu tu mašineriju. Danas ih imate 400. Danas svaka iole jača zemlja može da pokrene jednu nuklearnu, kad kažem nuklearnu katastrofu, jednu opasnu katastrofu, da li je ona biološka, da li je nuklearna, da li je kroz nešto drugo, to je uopšte nebitno. Vi danas imate 10 vrsti mogućnosti oružja koje mogu da ugroze 100 miliona ljudi. Znači, Turska tu ima najjači upliv, zato se najviše i bori da mnoge stvari u arapskom svetu idu preko nje. Ona je zato investirala najviše kod Albanaca, odnosno u Albaniji, pa onda kod ljudi na Kosovu, pa tek onda u Makedoniji. Ona vas je faktički kupila. Vaš bruto dohodak sad zavisi od turske ekonomije. Zavisi od toga da li će oni povući neke segmente i staviti vas na kolena. Ова е многу интересно гледање. Мене беше задоволство што разговаравме.
Се плашите ли за вашиот живот? Ne, ja sam previše star, 50 godina mi je. Imam 50 godina i znate, već 27-8 godina se bavim ovim poslom. Na meni je da prenesem narodima da ovi sistemi su nakazni i da ih treba menjati i da narod Evrope mora da se spasi. Neće oni još dugo trajati. Ovo je neka 39. godina. Onog momenta kad dođe do rata u Izraelu, doće do rata u Evropi. Poslije toga će oni početi, sve ovo što ja vama pričam će izaći na video. Се враќаме за една минута, погледнете ги рекламите да одјавиме нашата вечерашна емисија. Стариот добар проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќаме. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша вела. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вие вечера, почитувани гледачи, го гледавте второто продолжение на ексклузивното интервју со Југослав Петрушич. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.